Апсите новинар бе, што ви е на вас? Абе, пусти го бе! Што правите бе, човек? Вие нарекот италијанската држава епиветар држава. Вашија деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе замолам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинител вие. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рачковски, вие се конфронтирате со новинари овдека, ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил. Години криминална транзиција, 30 години едни исти луѓе, едни исти имиња, едни исти шеми го ја кројат судбината на овој народ. Вечерва ќе емитуваме едно интервју кое што беше снимено во текот на месецот јули и август минатата година, во кое што ќе слушнете сведоштво за тоа како 30 години во Македонија се перат едни исти пари, како едни исти луѓе никогаш не биле обвинети за ниту еден финансиски криминал, иако дури за лаици е познато и може да се забележи дека тоа што го правеле било неправилно, било криминално и било на штета на државата. Ќе видите во овој интервју како изгледа секоја владеачка гарнитура да биде седната во скут на група луѓе, група банкари, кои што де факто ја представуваат и длабоката држава во Македонија. Ако мислите дека длабоката држава е нешто тајно и нешто позади кулисите, или можеби нешто што се наоѓа во тајните одеи на Министерството за внатрешни работи, се лажете. Длабоката држава во Република Македонија е всушност оние кои што на западот ги нарекуваат белите јаки или банкарите. Истите оние банкари кои што вас секој месец ви наплаќаат камати, ви пресметуваат хипотеки, ви праќаат извршители, ви го загорчуваат животот, за на крајот со вашите пари да се ја купат својата слобода, да се ја купат, да се исплатат својата алчност и да може да ја задоволат сопствената суета. Последете го овој интервју, кој што ќе биде во два дела. Вечерва ќе огледаме првиот дел од сведоштвото на еден човек кој што се осмели да каже за неговата голгота со македонските банкари, односно голготата која што ја поминал, соочувајќи се со длабоката држава. Господин Тодоров, за жал или за среќа, имате искуство кое што малкумина во Македонија го имаат. Искуство кое што ви дава увид во тоа како навистина функционира државата и кој всушност владае со Република Македонија. Ке може ли да ми кажете од вашето искуство кој ја контролира Република Македонија во овој момент? Добар ден. Значи да, за жал на моето семејство, на вработените, го добивме тоа искуство, а предпоставам дека ќе биде среќа за малце поширок круг во рамките на Република Македонија, може и нејзиното меѓународно понатака пласирање. Преку истрагата која што се случи на Ковус, односно не се случило, туку се спои одредени настани, дојдовме до документи кои што не се баш наивни и не се возможни така секојдневно да ги види. Треба да изгубите многу време, средства, да имате околу себе луѓе кои што знаат што да гледаат, кои што знаат како да ги поврзат и кои што знаат кои закони за кои работи важат. Поради едно агресивно настапување на луѓе од комерцијална банка, се направи еден тим на адвокати, експерти, кој што се прошири подосна и на некои невладени организации, некои меѓународни организации, меѓународни ревизорски куќи, стасавме до еден момент во кој што мислам дека фактите треба да бидат кажани, не мислам, тврдам дека фактите треба да бидат кажани,
а секој оној кој што ќе биде незадоволен, несреќен, погоден или засегнат од тие факти, нека докаже дека е спротивното. Значи, све ова што ќе го збориме сега ќе биде засновано на веродостојни исправи, на документација и на нешто кое што е земено од архивите кои што постојат во Република Македонија. Прво, Македонија има Република Северна Македонија, да се изразуваме во моментот како што е. Македонија има добри закони, има навика за работа, има одредени принципи кои што се во согласност со деловните навики, ангажмани, протоколи кои што треба да ги имат и така може да успеете да дојдете до документи кои што ќе ви го кажат следното. Оној кој што ја контролира Република Македонија, тој кој што ги има парите. Ништо ново не кажав. Меѓутоа, во демократиите важи дека народот ја контролира државата. Со своите избори, со она што ќе дојде на избори, со изборните резултати, со локално, републичко, државно, било какво федерално уредување, па дури и во кралевините, во кралствата, народот има некаков последен збор. Кај нас, за жал, раководителот на оваа држава или собственикот се оној кој што ги има парите. Така да предпоставам дека која контролира е одговорот тука. Но подпрашање само велите ја контролира оној што ги има парите, кој ги има парите во Македонија? Секако дека не се фирмите. Секако дека не е државата со својот буџет. Зашо не е државата со својот буџет? Па оној момент кога ќе недостасат пари, имаме домашни кредитори. Домашните кредитори не се новинарски куќи, не се компании кои што работат како што работеле порано, типот на Мавро, Пелагонија, Гранит, кои што излегле во светот, па носеле пари ваму. Не е Металски завод Тито, не е никој од тие големи корпорации, него се банките. И тоа не секоја банка. Значи не може да Инвестбанк или не знам, веројатно дека е комерцијална банка, Тутунска банка, можеби, не знам. Значи домашните кредитори се банките. Еве го одговорот, мислам, сам по себе доаѓа, не можам ја да го измислам, нити да го оставам преку ред. Домашните кредитори се тие кои што ускочуваат тогаш кога државата може да снема пари за одредени своји намери, на начин и на тој начин контролата врз државата е очигледна. Спомнам се некакво агресивно насување. За какво агресивно насување? Агресивно, значи не е тоа во физичка смисла, тоа е контролирање на државата и незините институции. Значи На кој начин? Во Македонија, на кој начин? Во Македонија за се нешто има институција што е добро. Ние сме имале држава, од таа држава сме се издвоиле, зборам за Југославија, сме се издвоиле и се прилагодени сите институции понатака, значи сите сектори се прилагодени во рамките на тоа што требало на Република Македонија во тој момент, денеска на Република Северна Македонија. Тие се све независни министерства, со независни министри и независна администрација, навидум. Ние сме сведоци дека од 92 навака имаме две опции политички. Меѓутоа, во првите месеци на спроведување и практицирање на одредена власт или одредена опција, не викам ова или онаа, тоа иде некако. После тоа се сведува на исто и циклусот започнува наново. Зашто е тоа така? Заради тоа што преку тие институции кои што се завладеани од неколку луѓе се спроведува туѓа идеја. Не онаа што е на државата. Државата е покритие за многу работи кои што на крај излегле како приватен интерес. Стигнеме до
кои идеи и како се работи, но да се вратиме на вашиот случај. Вие имате проблем, односно имате случај, овој за кој што зборуваме дека сте го истражувале, кој што се однесува конкретно на една финансиска институција во Македонија и неколку луѓе кои што се важат за раководители на тие финансиски институции во Македонија. Што поточно станува збор? Што е вашиот случај? Значи, целокупниот платен промет во Македонија, во државата, мора да се одвива преку банките. Значи, ние сме депоненти, ние и сите други 80.000 фирми, колку ги има више, сите морат платниот промет да го вршат преку банките. До 2001 година или втора, контролата врз платниот промет имаше заводот, службата за општествено книговодство, и тогаш беше многу потешко спроведувањето на одредени замисли, доколку ја имате замислата. После тоа контролата на работењето се префрли во самите банки, иако и кога беше службата за општествено книговодство идеше преку банки, депоненти бевме во банките. Меѓутоа, кога се тоа укина за службата, прометот помина во самите банки. Нивната контрола требаше да ја врши Народна банка. Работењето на цела серија на институции, меѓутоа со законот за Народна банка, закон за банки, тоа префина еден друг вид на контрола. Значи, работењето преку сметка дозволува државата да направи максимална контрола на тоа што се случува на таа сметка. Односно, каков е прометот. Тоа ви дава за право да мислите дека било каков криминал кој што би се случил со такво плаќање е видлив и дека никој не би се осмелил да направи видлив криминал. Меѓутоа, што ако криминалот се одвива надвор од видливиот дел на органите на прогон? Значи, органите на прогон се тие кои што треба да ги контролираат. Збориме за финансовата полиција, подоцна оформена, збориме за редовната полиција која што ги има сите инструменти, збориме за управата за спречување перење пари, збориме за самите банки, збориме за контролата која што има самата банка внатре, задолжена да ја има по закон. Таков криминал надвор од видливиот дел на органите на прогон се случува. Тоа го викаат, нели, некој криминал на белите крагњи. Се случило во други земји го санкционирале. Се случило и се случува и кај нас. Што е тоа што нас не натера да почнеме да гледаме различно од оваа цела логика што ја зборам, па тоа е дека во даден момент кога ќе престанете да бидете потребни, веројатно за тој криминал како жиросметка, тогаш сте вишок во некоја нивна логика. Која нивна ќе дојдеме и до тоа. Значи, најадекватна дефиниција за предметот банки, кој што беше прво кубус против банки, против комерцијална банка, па стана после тоа предмет банки, па сега надминува целата работа, доаѓа до едно друго согледување, бидејќи се замеша и други институции, кои што имаат должност да ја бранат државата, е перење пари. Односно, тргување со влијанија, односно наметнување на свое влијание, односно, како сакате да го кажете, било кој сегмент од она што не е дозволено. Што се случува, всушност, на кој начин тоа може да биде изведено? За кое што ние во моментите кога е тоа правено преку нашата сметка, не сме биле свесни токму заради оние првите верби дека во една редовна работа не можете да направите криминал. Па не знам што да биде. Значи, тоа ќе биде откриено. Тоа ќе биде откриено, нас ни требаше долго време, меѓутоа го откривме. Го откривме ние, благодарејќи на неколку институции кои што се во Република Македонија важечки, Република Македонија подоцна важечки за... Ова Северна Македонија, колку да биде забележано на камера, ќе биде избришено во монтаж. Односно, ќе биде надсинхронизирано во монтаж. Се согласувам, вие сте тој кој што да. Ја гледам да сум формален, за да немате вие некаков
Сега го некаква имаме, забелешка, сега да. го имаме проблемите, Да. таква ни е функцијата у нашето општество, сега го имаме проблеми. Така, затоа ќе го кажам во понатака Македонија, па кој се љути? Да, нека се љути. Да. За да не правам вишок работа. Значи Океј. Да, значи како се случува, како се прави криминалот? Ние имаме изработено, не знам, можам да го пуштам или вие ќе го ставите за понатака. Имаме направено една анимација како се случуваат работите. Секоја трансакција која што е направена од страна на банка, комерцијална банка, е покриена со некое барање за кредит. Значи, кредитот е на крај кога ќе го видите побаран од самата фирма. Меѓутоа, датумите не се поклопуваат. Значи, прво е доделен кредитот, па после е барањето и сите други работи. Тоа е направено баш заради тоа што треба да постои одредена папирологија и имате верба дека системската банка во Република Македонија нема да работи против системот. Всушност, парите се позиционираат на сметка на фирма, на трансакцијската сметка на фирмата. Тоа позиционирање е за потребите на банката, а покриено е со некакво кредитно портфолио. Кредитот воопшто не е искористен за потребите на фирмата. Ајде да го видиме, не знам дал Предлагам да ја погледнеме анимацијата што имате подготвено и ако може додека трае да ни објасните зашто става. Поред, значи вака. Зашто е потребно една мала фирма или било која друга голема фирма, каква и да е фирма, да служи за потребите на една банка? Значи во рамки во согласно со законот за банки. Една институција банка има законска можност во текот на 365 дена од било која година да финансира лица кои што се поврзани со банката до 25% од сопствените средства. Значи, ако има банката 100%, 25%, 25 милиона, 25.000 се за да се финансираат поврзани лица. Ова е многу битно за да може се разбере суштината на тоа зашто банките го правеле тоа. Платниот промет во Република Македонија се извршува исклучиво преку комерцијалните банки. Од регистрираните фирми кои што се во Република Македонија, некои се поврзани лица со банките, некои не се. Поврзаните лица во примерот се означени со зелен круг, неповрзаните лица се означени со квадрат или со триаголник. Значи тие кои што не се поврзани ни капитално, ни роднински, ни управувачки. И ова си тера. Значи во одреден временски период банката дава финансии, значи на незини поврзани лица. Обврска на банката е да го пријави кредитирањето на лица кои што се поврзани со банката во Народна банка. Во законските граници до 25% банката го пријавува кредитирањето на лица кои што се поврзани помеѓу себе и со банката. Значи не е тука само да се поврзани со банката, него не можат и лицата кои што се кредитирани и помеѓу себе. Има зашто тоа точно го има направено во закон. Сега се случува во определена потреба да се земе пари надвор од тој 25% лимит. За да го прикрие надминувањето на лимитот, банката користи лице кое не е капитално, роднински, управувачки поврзано со другите поврзани лица. И се одобрува наменски кредит. Во конкретниот случај, ако е градежна фирма да купи цигли. Значи не се дава тоа за да даеш позајмица. И кредитот е одобрен. Што тука се случува, значи за малце ќе се уставам анимацијата, оваа трансакција која што после одобрениот, односно банката го покрива со одобрен кредит, меѓутоа трансакцијата веќе случена, префрлањето на парите од неповрзаното кон поврзаното лице по правило е после завршување на платниот промет, кога никој не може да види што се случило, па дури ни фирмата од каде што истекуваат парите. Значи, ќе ги видиме понатака во примерите, се случува во 4,5, 5,15. Сите што работа знаат дека до 2,5 може да однесе вирман, платниот промет до тогаш работи, банкарскиот службеник љубезно ќе го прими вирманот и ќе каже че си иде сутрешен датум
или нема никако да го прими. Во 5 сата кога дојдете, затворена и филијалата на банката. Меѓутоа, тука се случува дека прометот е направен. Значи, еве го се уклучува сега и неповрзано лице повторно со поврзано лице. Зашто е ова целото потребно? Значи, овој лимит од 25% на надминат на 55%. Кога сме го правили ова, сме мислели дека е 50%, 700% е ова надминат. Повторувајќи постапката, луѓето од банката го прикриваат понатамошното задолжување на поврзаните лица во банката над дозволениот лимит од 25%. Значи, ова више влага во зона на недозволено. Овде некој при контрола на комерцијална банка требал да го види. Кој е тој што ќе го види? Тоа е Народна банка. Што се случува вака? Значи, средствата од наменскиот кредит, неповрзаното лице, по основна позајмица, ги префрла на лице поврзано со банката. Во согласно со Законот за банки. Банката која не ја спречила таквата трансакција, го прекршила законот. Банката има должност и овластување таквите трансакции да ги спречи, во случајот таа ги организира. Значи, банката има посебни права и овластувања да спречи некоја трансакција која што не е дозволена со закон или е во согласно со документација. Поврзаните лица преку платниот промет, средствата од позајмицата ги користат за да затворат сопствени кредитни обврски во друга комерцијална банка. Ова сега повторно тука ќе направим една кратка пауза. Банката која што ова го констатира и управата за спречување на перење пари. Може ли само да се вратиме малце назад? Што значи таа изложеност од над 700%? Што значи таа? Што значи за обичниот човек, што значи за државата? Зошто воопшто е забрането да се надмине тој лимит од 25% кон луѓе поврзани? И можете и тоа да ни го објасните што значат поврзани? Добро, вие наместите прашањето. Значи, ова целото се што ќе се збори за мене, кој што сум го осознал, бидејќи не оштетиле, пред 2011 година, 12 година беше досадно да го слушам. Што значи? Тоа значи дека во принцип сите ние работиме во Република Македонија, сите работиме за одредена група на луѓе. Што значи надминувањето? Па, ако има некој одредена сума на пари во джебот, а тоа се 25%, он не може да излезе над тие 25% колку што ги има во джебот. Со закон му е забрането да краде, да дојде да украде од вас. Меѓутоа он сепак краде. Тоа значи надминувањето на 25%, 26%, а не да е влезено во платниот промет во штедните влогови на граѓаните, е забранета работа со закон. Значи, ако има закон кој што вика во джеб може да имате 100 денара, а треба да дадете 300, од некој треба да ги земете. Грубо кажано. 100 денара имате, ама 200 денара ги земате и ги давате. Тоа не го работи фирма, тоа го работи банка. За фирмата тоа да го направи, банката веднаш има инструменти да го санкционира. Значи веднаш има инструмент да го санкционира. Нема можност да ја избегнете таа контрола. Освен ако тој кој го контролира тоа не сака да го види. Сега да кажете дека парите на граѓаните завршуваат во джебови на роднини, на акционери во банката. Значи, мислам дека се уште не сме во таа фаза, се уште се затвараат нефункционалните кредити кои што се направени во времето кога е правена приватизацијата. Некој мора да ги врати тие пари, некаде мора да бидат покриени. До капитализацијата, односно до оформувањето, односно превземањето на собственоста врз банката се уште не е завршена. Некој тоа мора да го покрие. Во Македонија има закони. Значи има институции кои што се занимаваат со тоа. Работата е, сега деноиве сме свесни дека една од институциите, ќе дојдеме и до тоа, не функционира. Функционира како продолжена рака на една од комерцијалните банки, да не кажам комерцијална банка. Некој тоа требал да го спречи во старт, не после тоа да се чудиме каде се парите. Некој не спречил вие вашите 200 денара да ги земете од некој друг за да ги употребите за собствени цели. Собствените цели се до капитализација на акционерските друштва.
Тука може би треба да го објасниме начинот. Значи, сепак завршуваат парите, штедните влогови на граѓаните, пари на народот се тоа, кои што граѓани верувале во стабилноста на банката, ги оставиле парите таму На чување, да. некој им На заштита, за да. да враќа кредити кои што се направени, односно долгови, да враќа долгови, да превзема компании кои што се направени на време на транзицијата. Пари кои што по трет пат се купуваат тие компании. Па да, кој пат ја не знам, меѓутоа, тоа се да се затвори нешто кое што на времето било како кредит, кое што всушност не може да дадете кредит за да купите акции, тоа е па најстрого со закон забрането, кое што било така употребено, парите што се префрлени за купување на купување цигли, не може да ги дам како позајмица. Ни тогаш не можела да кој ќе земете кредит да ги купите акциите било каде. Сменет е само титуларот на тој кој што ќе ги земе парите. Банката, просто кажам, ги позиционира парите на сметката на фирма кај што тоа позиционирање нема да биде приметено. Значи не може да ги позиционира на гранап, затоа што кој ќе се позиционираат 60 милиона денара ќе бидат видливи. Некој ќе каже дека е крајно безобразно. Меѓутоа таму каде што има и 60, и 90, и 100 милиона може да се позиционираат. И тие се во истиот момент, истиот ден, по истата минута префрлени на лице што е поврзано со банката. Тоа е нова. За да се избегне практично оваа презентација. Продолжете со презентацијата. За да се избегне увидот, директниот увид на органите на прогон во начинот на финансирање. Значи, неповрзаното лице ги враќа средствата во комерцијалната банка која повторно одобрува наменски кредит на неповрзаното лице, кое пак има обврска да ја врати позајмицата на поврзаното лице. Значи, ова лице овде, кое што во следниот телоп ќе преиде во поврзано лице, не смее да ја прави оваа трансакција, не заради него. Банката не смее да дозволи. Зашто? Заради тоа што по одреден закон мора да постапи. Трансакциите се повторуваат. Доколку бил применет законот за банки, овие банки не смееле да дозволат ни една трансакција по овој основ. Банките во Македонија имаат посебни овластувања да ги следат и забранат недозволените трансакции преку првично неповрзаните лица. Тие лица добиваат статус на поврзани лица доколку се третирани во согласно со банки. Значи, овој овде, квадратот и оној таму триаголник мора да се поврзани. Затајлили луѓето од натрешна контрола на банките, намерно. Овластени луѓе вработени во банката ги избрале неповрзаните фирми така да може да поднесат финансиски товар за одделни трансакции со цел прикривање на надминување на дозволениот лимит за финансирање на лица поврзани со банката. Значи, биле потребни овие за да може да го понесат финансискиот товар, за да може да се финансираат лица поврзани со банката надвор од видливиот дел на органите за прогон. Значи, на органот за прогон овој овде добил кредит. Он не добил пари за да му даде на ова поврзано лице позајмица. Он добил кредит за цигли. Наменски. Значи за купување тутун, за не знам што таму. Наменски кредит. Ирелевантно. Значи, доколку биле овие третирани во согласно со законот за банки, треба да станат поврзани лица. Толку е целата приказка. Некој не ги поврзал. Која е потребата од надминување на лимитот и каде затил системот? Банките се институции кои уживаат голема доверба токму поради законите кои строго го регулираат нивното учество во општеството. Ниту едно раководно лице не може да раководи оддел во банка доколку неговата репутација не е проверена и одобрена од гувернерот на Народна банка, тогашна Република Македонија, сега Северна. Значи, мора да биде проверено за да може да работи. Раководно лице е тоа. Си играме со сериозна работа. Да предпоставиме дека има еден круг на поврзани лица. Како измамен системот? Дел од тие луѓе со проверена репутација се поврзани капитално, роднински и управувачки. Разбираме што е тоа. Поврзаноста, забранета со закон за да не генерира криминал, овозможила криминал. Собственик на фирма, во исто време акционер во банка, член на управен одбор во друга банка, надзорен одбор, дури и председател на комисија за внатрешна контрола на банката. Со ваква поврзаност, влијанието на човекот врз работата на банката во целина е огромно. Си ги штитат собствените интереси. Например, може да ни кажете некој пример за
токму околу оваа поврзаност, собственик на компанија, во исто време и акционер на банка, член управен одбор на банка, надзорен одбор, дури председател на комисија за внатрешна ревизија на банка. Пример еден, Апсолутно можам и да ви го покажам, значи ќе го кажам сега подоцна за да не го прекинувам ова презентацијата, ќе кажам. Еден од собствениците тогашни на Фершпет е член на висок орган за управување во Инвестбанк. Во исто време Кираца Трајковска. Значи она е собственик во Фершпет, Фершпет е собственик во тоа време на Инвестбанка, она е дел од управен надзорен одбор, како да више работите понатака. Па дури е и председател на комисијата за внатрешна контрола на банката. на Инвестбанк. На Инвестбанк. Што очекувате да... А Фершпет е акционер во комерцијална банка. А Фершпет е акционер, односно е во тоа време и Фершпет е акционер и во Инвестбанк. После тоа, кога се зајакна сите овие работи, откако МВР на РМ после нашата пријава поднесе пријава, почна раздружување. Сега не може, сегашно, 2020 година да видите, ќе видите дека све е кротко. Или голем дел од тие работи се испеглани. Меѓутоа во тоа време да. Очекувате дека некој кој е направил трансакцијата за да се купи акции на Годел со пари од комерцијална банка, дека ќе го пријави тоа, а он има лична ќар. Значи имаме веќе проблем. Тука навлагаме во ние, ајде, не уводни разговори, меѓутоа доаѓаме до поентата таа што е. Значи, собственикот на фирма, ќе се повторам, е члени на надзорен одбор, председател на комисија за внатрешна контрола. Влијанието на тие луѓе, тука не е само Кираца Трајковска, влијанието на тие луѓе врз работата на банката е огромно. Значи има собствен интерес. Банката станува, има одредени луѓе имаат повластена улога во таа банка. Тогаш вие уставно не сте еднакви со тој човек. Зашто има потреба од ваква работа? Зашто е потребно влијанието врз банката? Банките имаат ограничени средства, колку и да се не се штампарија. Намалувањето на средствата влијае врз оценка на таа банка дали е адекватна за работа. Контролираното истиснување на средства во форма на кредити кои завршуваат кај поврзани лица, овозможува тие поврзани лица да се стекнат со огромен капитал. Значи, од една банка, ова црвена тука правоаголник, да кажеме дека е капиталот на банката, оваа линија е граница на адекватност, коефициент. Тие пари се истиснуваат во компаниите што се поврзани, кои што? Понатака, еве, тука ќе го малце зауставам за да биде, да го објасниме. За да ја врати својата адекватност на пазарот, при истиснувањето на парите, значи банката бидејќи има ограничени средства, ги истиснува преку било какво овие трансакции што ги опишавме, ги опишува ги пласира кај лицата кои што се поврзани со банката. Затоа банката викаме дека ги позиционира парите на сметка на неповрзано лице. Не водејќи се и не раководејќи се од законот за банки, дека не сме тоа да го направи. Ги пласира парите, тоа лице ги дава на лице кое што е поврзано со банката. Како ги дава? Тука е добро прашањето, тоа што сме и ние дел од кругот криминален. Точно. Меѓутоа, кога сме го виделе дека сме дел, сме го пријавиле. Како ги дава? Имате вирмани за обезбедување, и тоа ќе го видиме подоцна. Кои што се оставаат во банка, секој остава во банка, 5 вирмана, кои што се дел од обезбедувањето доколку вие добиете кредит, кој што го користите за собствени потреби, и решите да не го враќате кредитот, да имате средства на сметка. За да стави банката приоритети, што е логично, државата има приоритет банката да има пари, не фирмата. Значи банката може да оправи све. Оставени се 5 бланко вирмана за обезбедување на наплата на кредитот, покрај други инструменти. Тие средства, односно тие инструменти, банката во определен период, бидејќи се бланко подпишани, а има туѓ ракопис, има некои што се фалсификувани, има форензика за тоа дека се фалсификувани подписите, ги префрла парите на лице поврзано со банката. Таа трансакција, бидејќи е случена во 5,5-6 саат, ќе ја видите дури тогаш кога ќе го земете својот извод. Не може да видите веднаш. Сега со електронско банкарство, да, можете.
Меѓутоа пред 7-8 години не можевте да видите, дури кој ќе го подигнете изводот. Бидејќи не знаете дека се случила трансакција, ни дека е доделен кај вас кредит, дека се позиционирани пари, ни дека се потрошени, ќе земете може да и по 5 дена изводот. Немате трансакција никаква. Тие средства банката морала да ги, таа трансакција морала да ја спречи. Значи, позиционирањето на парите е со цел тие пари да бидат дадени на лице поврзано со банката, тоа лице поврзано со банката ги акумулира парите кај еден избран субјект, кој што која ќе банката ја достигне границата на адекватност и објави дека она мора да емитува акции за да си ја врати адекватноста на пазарот, значи да продава акции за да собере пари, тоа лице се јавува и ги купува акциите. Значи со пари Тоа лице, еве за да надобавам, тоа лице речиси секогаш барем во овој случај за кој што дискутираме, секогаш е лице кое што е, да речем, на раководна функција на една од најголемите комерцијални банки. Апсолутно, значи тие се кога ќе видите историјата на тие, значи има документација во Македонија, може да отворите централен регистар, ќе ги видите. Ако се од надвори, таму има централни регистри. Значи вообичаено со лица кои што се поврзани со банката или некаде во документацијата ќе го најдете документот кој што ја става банката, кај што се купени акциите во позиција да го контролира тоа. Јас знам за комерцијална банка. За другите банки не сум толку да кажам не сме ги истражиле, меѓутоа ова дословце истражено. Споменавте дека институциите за тај, споменавте тргување со влијание. Ова што вие го кажувате, излегува дека со наши пари некој друг ја купил државата и сега буквално целата држава има ставено под своја контрол. Споменавте зад камерата финансиски тероризам, дека ова на некој начин. Ова не е на некој начин, ова е на секој начин тероризам, да. Како, значи што прават? Ги подплаќаат функционерите, им се закануваат, со што се соочува еден премиер кога ќе седне во фотелјата од каде што ние мислиме дека се носат сите одлуки во државата. Не би знаел, значи не би го ставил тоа во категорија на отворено агресивно однесување. Ќе се ставам јас во улога да сум што и да е раководно лице во оваа држава. Кога имате еден санкциониран од страна на Министерството за внатрешни работи криминал. Ова јас што го кажувам не произлегува од јас сум сепак архитект. Не произлегува само од моите сознанија. Значи ова е документација која што е напишана на 64 гигабајта. Значи секој документ е проверен заради тоа што пак ние како фирма имавме профит од некои си 20 на кусур милиона евра. Не може тоа туку така да се случи. Какво е влијанието? Треба ли премиерот Златко кој да е, значи Билош, svejedno, да даде плата овој месец? Или следниот? А има одредени, државата си има свој одреден ритам. Па домашниот кредитор ја става државата во таа позиција. За да земе Милош како тој кој што е одговорен да подели плата, а нема од каде, ќе земе од домашен кредитор. На кого ќе му верувате во тој момент? На мене или на домашниот кредитор? Односно, сте ставени во директна зависничка позиција. Директно зависите за да ја поделите плата на администрацијата 2 месеци од некој си домашен кредитор. Тогаш доаѓа обвинување овој премиер со оној поранешниот, тој поранешниот со претходниот и така тие две опции се тркалаа. За појаснување само оно предпоставно што сакате да кажете дека кога држава како нашата финансиски кревка држава доаѓа во ситуација да не може да исплати плати, мора тогаш да зема заеми, односно кредити од комерцијалните банки. Тие комерцијални банки во Македонија кои што може да дадат такави пари за исплата на плати или долгови на државата се една или две во Македонија. Кога ќе се случи тоа, дури ни толку, односно една. Кога ќе се случи тоа, односно кога таа комерцијална банка ќе даде кредит за исплаќање на плати на државата, во таа ситуација раководното лице на таа држава, односно премиерот во оваа ситуација или министерот за финансии или независно кој, станува практично заложник на тој долг, апсолутно, односно на тој кредит кој што му бил подпишан од тоа раководно лице на таа комерцијална банка.
грубо кажано, да. Тоа се рамките, деталите ги има во секој од тие договори. Меѓутоа, грубо кажано, за да можеме да сме јасни пред некој кој што ќе го сака да го слушне, да, да може да го слушне. Која е таа банка? Јас И кој е тој човек? Значи, јас знам. Да, нас не интересира тоа што ви го. Ја знам тоа што е истражено по овие документи тука што се, значи, односно што се предадени во обвинителство, и тие се предадени во обвинителство на неколку пати. Ќе ви одговорам директно. Подолго имаме прашање за тоа, сега ме интересираше за продолжено одговор. Значи, од кај нас се работи за комерцијална банка и раководните лица во комерцијална банка. Ќе разговараме подоцна за раководните лица во комерцијална банка. Следното прашање ми е кога ја забележавте вие првата сумнителна трансакција, што се случила на ваша сметка, кога забележавте дека некој позиционира вакви средства за подоцна да ги... Значи, тоа ние што го забележавме, типично македонски револуционерно, и текна после 500 години. Јас прво ќе го прво ќе го завршам, значи, овој анимацијата. Значи, јасно е како банката си ја врати својата адекватност, односно како со пари на сите акционери, позиционирајќи пари на неповрзано лице, ги дава кај поврзано лице и тоа ги купува акциите во банката и како одреден број на акционери стануваат собственици на сметка на сите други акционери. Таа банка преминува во собственост на тој кој што ги позиционира парите. Завршевме со таа приказка. Кога видовме? Значи, ова е некаква анализа која што Мак само да го упатам во прашањето. Прашањето произлегува од тоа што го разговараме ние зад камерите, пред да почнеме да снимаме, односно вие ми појасните дека еден од директорите во банката во која што сте имале вашата сметка ви га замолено за услуга. Да, значи директор на оделението за кредитирање, зашто ја не сум контактирал најобична фирма, како и сите други фирми, има потреба од банка. Ако сакате да прераснете малце повеќе, има потреба од банка. Целокупното денешно модерно работење е преку банка. Во банката мора да имате максимална доверба. Ова не е нешто да повикуваме да не се верува на банките. Напротив, максимална верба мора да имате во банка. Тоа што одредени криминалци седнале таму, тоа е друга работа. Значи, директорот на оделението за кредитирање Твртковиќ, ја го повикам дека е криминалец, нека ме тужи. Директор за кредитирање во која банка? Во комерцијална банка, оделение за кредитирање на градежништво. Значи, повторно, криминалец, го повикам да ме тужи. Без оглед колку ќе се насмее на тоа, без оглед што ќе каже, како една што кажа после една серија, еден одважен новинар, колега, значи, од Деснав, од ваш, храбро си кажа, па ни одговорија во комерцијална банка дека пропаднати бизнисмени. Многу е лесно да пропаднат, цела држава може да ја пропаднаа. Значи, Саша Твртковиќ, директор на оделението за кредитирање на градежништво и дел од стопанството, следејќи, он ја следи нашата работа. Значи, следејќи таа работа, он има увид, не ја следи само визуелно, него има одредени параметри кои што ги добива од институциите на банката. Замоли дали можеме да помогнеме на банката за одредена трансакција да се направи. Нема да бидат наши парите. Значи не се од нас, него банката тоа ќе ги даде, фирмата ќе се вратат. Значи практично бара само дозвола ваша да ги позиционира кај вас на сметка. Он бара дозвола ние да се согласиме да се направи трансакција. Јас многу јасно и гласно прашам дали е тоа дозволено. Апсолутно да. Ќе биде подкрепено со сите документи, со сите папири, со Тоа сите... го кажува Твртковиќ. Тоа го кажува Твртковиќ, го има. Тоа се го има тука. Значи, се има ставено, може да се види. Меѓутоа, трансакцијата таа која што ние наводно требаше да се согласиме, се случува без ние да знаеме. Значи, помошта, ја не знам ни за која фирма, ни колку пари, ни... Може ли? Може. Стасавме одеднаш во некоја си година една фирма која што не е основана со купување на бивши државни фирми. Сами ја направивме ние и нашите мајстори. Градени се згради, направени се илјадници станови. Одеднаш дојдовме во позиција една
банка со која што сме растеле, да дојде да ве праша дали може да помогнете. Се чувствувате малце повелико, како да кажам. Не е тоа удирање на его, меѓутоа се чувствувате дека е дека не така. Па не ни помагале, меѓутоа доаѓате со својот труд во позиција да може на некого да му помогнете. Човечко чувство. Значи, ја сега тука на екранот ќе може да се види која е таа и каква е таа трансакција. Се работи за трансакција која што е случена во декември 2004 година. Што ние знаеме од таа трансакција? Што Кубус како фирма знае од таа трансакција? Затоа реков многу револуционерно. После 10 години се освестивме што знаело откако почна да се случуваат разни работи. Сакавме да видиме каде е почетокот. На тоа вие ме прашувате каде е почетокот, јас од таму почнав. Значи, од нигде никаде, на еден датум, тој е 3.12.2004 година, од Инвест банка, денешна Шпаркасе, на сметката на Кубус легнуваат 35 милиона. Тоа е видливо, за да не збориме на памет, тоа е видливо од овој вирманот со кој што ние префрламе, видливо е од извод кој што не знам дали ќе ви интересира вака да не замараме, меѓутоа го покажам да се види дека е тоа постоечки документ. Која фирма е првата? Значи, Инвест банка, еве го тука да го следите. Инвест банка одобрува кредит на Хепос. Плаќање суцесија на Кубус ДО. Значи, Хепос, МЗТ Хепос. МЗТ Хепос нити го знаеме, нити го познаваме, ниту денеска не знам кој е. После тоа стапивме у контакт заради оваа работа, меѓутоа не ги знаев. Значи, Инвест банка, АД Скопје, одобрува кредит на Хепос, а парите легнуваат на сметката на Кубус во Комерцијална банка. Со Инвест банка немаме никакви деловни односи, немаме сметка во Инвест банка. Кубус немал сметка во Инвест банка. Меѓутоа Инвест банка од нигде никаде, без никакво барање, решила да стави, да позиционира пари, јас сега го употребувам изразот тогаш, не ни знаев дека се случила трансакцијата, да позиционира пари 35 милиона на сметката на Кубус. Во истиот ден, значи на истиот извод, неколку секунди подоцна, службеникот ја обработил сметката и парите отишле кај Мак Промет М. Доел Штип, 35 милиона. Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу субјекти, по основ на инвестиција. Значи да симплифицирам. Твртковиќ од вас бара дозвола, вие му давате таква дозвола, Твртковиќ отвара сметка во Инвестбанка. Не отвара, немаме сметка во Односно Инвестбанка. немате сметка, Инвестбанка ви одобрува кредит. Не знаете зашто, а немате ни сметка. Не ни одобрува ни нас кредит. Одобрува кредит на МЗТ Хепос. Добро, каде сте ви ситуацијата? Ние ги добиваме парите од МЗТ. Од Од Инвестбанка, да. Он одобрува на Хепос, меѓутоа парите легнуваат на сметката на Кубус. Зашто е потребно? И сега уште ова за да ги поврзаме точките. Еден од раководните лица во Инвестбанка тогашна е Кираца Трајковска, како што кажавте. Да. Еве ги, значи тука ги има сите работи кои што треба. Инвестбанка е акционер во Комерцијална банка 49. Значи ја објаснам за да стане зашто е тоа потребно. Хепос е акционер во Комерцијална банка со 663 акции, МЗТ Хепос. Значи Хепос и Инвестбанка се поврзани лица. Односно, кај што иде, парите кај што идат во Мак Промет Штип е поврзано лице со Фершпет. Фершпет е поврзано лице со Комерцијална. Со Комерцијална, односно поврзано со Инвестбанка, односно е собственик на МЗТ Хепос. Еве го кој е МЗТ Хепос, мислам дека има тука кој е МЗТ Хепос. Фершпет има собственичко учество во друштвото МЗТ Пумпи АД Скопје. Толку. Ова е податок кој што е изваден од Централен регистар, ова не го измишляме ние. Значи, он има собственичко учество во МЗТ Хепос. Не смее да ја прави оваа трансакција, заради тоа што пак има акции во Инвестбанка, односно
Односно е поврзано лице. односно е поврзано лице со МАК Промет М. Единствениот кој што не е поврзан тука е Кубус. На Кубус му легнуваат пари од Инвестбанка за одобрен кредит на лице МЗТ Хипос. Практично парите треба да завршат кај МАК Промет, но заради тоа што се поврзани, тие завршуваат. и За да се изигра- Сте медиатор. Да, за да се изигра точно, вие сте медиатор, за да се изигра законот, вие Ние сме изолатор, И да не се изолатор. види криминалот. Да. Сега, овде го има вирманот, кога е направена трансакцијата, треба овој детал исто да биде запазен. Затоа викам, во Македонија све има. Сите детали ги има, само треба да го видите. Значи, трансакцијата е направена во комерцијална банка, каде што имаме сметката АД, во 16:15. 16:15 часот не е време во кое што работи платниот промет. Не можете истиот ден, изводот истиот ден. Би било макар утре дента, така? Меѓутоа, ова е во 4:15, откако е затворен платниот промет, е направена трансакцијата. 35 милиона, значи направено е на МЗТ Хепос. Зашто било потребно тоа? Од МЗТ Хепос, доколку би постапиле по согласност со законот, еве имаме тука ние во цртежот еден знак, службен вестник на Република Македонија, интернет системи за следење на изложености. Банката е должна да има соодветен информацијски систем за навремено идентификување и следење на големите изложености на поврзаноста на клиентите меѓу себе и лицата поврзани со банката. Тоа е пак произлегува од нешто 10 таму, кое што е Народна банка, кое што кажува што се поврзани лица, кои што не се поврзани преку контрола, но представуваат единствен ризик, бидејќи се меѓусебно поврзани на начин што финансиските проблеми кај едното од нив може да предизвикаат проблеми од платата од врските на другото или другите лица. Кубус во 2004 година не може да врати 35 милиона. Кој беше таа будала што ни даде нас 35 милиона? 35 милиона се 600.000 евра. Или ти 1.200.000 марки. Ние тоаш ја немавме моќта во 2004 година да вратиме толку пари. Спротивно, значи, на тоа што вика законот, еве го повторно уште еднаш за да го потенцирам во истиот ден. Значи, ова е 4:15, 16:15, меѓутоа во истиот ден се примени парите од Инвестбанка, како знаеа која ни е сметката дека нас треба, јас не сум контактирал, не знам која. И од истиот ден се префрлени во МАК Промет Дуел. Зашто било потребно ова? Значи, видовме дека се тоа све поврзани лица, меѓутоа што ако се поврзани лица? Дојдени се парите во МАК Промет М, од каде што? Собственик е Милија Танасов. За Милија Танасов, кога сме ке Милија Танасов. Кој е Милија Танасов? Милија Танасов, ја вака не го знам на лик, го знам од тука, од документите, ќе ви отворам да ви кажам кој е. Ме интересира дали ја знаете роднинската поврзаност на Милија Танасов со Они се роднински поврзано, апсолутно, да, со, мислам дека со Хари Костов. Мислам. Значи, ќе видиме подосна, ќе ви кажам таму за да биде во исказов собственик Милија Танасов, само да видам дали е тука, а не. Не е тука. Ќе дојдеме, ќе отвориме поврзаноста. Значи, зашто е потребно тоа? Парите кога се легнати на МАК Промет, ми е страв да не ги замориме слушателите, меѓутоа ќе мора да го слушаат ова се што да преме. Тоа е такво смислено за да не може да се следи. Од МАК Промет М, кое што е поврзано лице со преку Милија Танасов со Фершпет, кое што пак се прави целата ова работа, некој си Кирчо Иванов, адвокат од Штип, кој што во една изјава за една од емисиите кажа дека не знае од кај му се парите дојдени за да купи акции. Иде истиот ден 35 милиона ги дава преку нотар Верица Симоновска Синадиновска, еве го нотарскиот акт, иде и си го купува кожарскиот комбинат Гоце Делчев, АД Скопје, во стечај. Кирчо Иванов го купува. Кирчо Иванов. 6.000 евра купува комбинат. Не, купува за поише пари, шесто им фалеле. Шесто им фалеле. Значи, еве го тоа на страна 5 го има изводот, кој еве го вамо. И тука е со една многу случајна штампарска грешка, меѓутоа
нотарските акти не смеат да има такви работи. Списем кој е нотарски акт 34 милиона 980 34.000 пише од 980. Според извод број 165 од 3.12.2004 година ги уплати на сметка на Стопанска банка. Значи, Доста печатни грешки има нотарскиот факт. да, меѓутоа илјади, знаете, кога читате, тоа е психолошки многу фино направено. Кирчо Иванов иде и си го купува кожарскиот комбинат Гоце Делчев. За сите нормални луѓе, тоа е имот кој што има згради, земјиште, разноразни работи. За се она што го збориме, кожарскиот комбинат Гоце Делчев во стечај има 617 акции во Комерцијална банка. Сосема е друга целта од ова го збориме со акции на сите, дека се купуваат акции на одреден број на луѓе. Значи, За да, да. Само малку подпрашам. Значи они го купуваат Годел, фирма во стечај, да. за да ги земат акциите од Комерцијална банка. Не за да го рестартираат годин. А до сега не е рестартиран така. Се уште не е рестартиран. Годел прераснува во собственост подоцна преку низа трансакции, кои што исто може да ги видиме, ги има сите документи што се тука, а секој кој што би упорен, засегнат или како сакате, кого го боли грбот, ќе си види и ќе види дека Кутис преку цела серија на трансакции после тоа го превзема Годел, а Кутис е Миле Атанасов, собственик. Значи го гасат, има тука цела серија на 10 години треба целото да се направи. Зашо после 10 години? Заради тоа што со законите на Република Македонија после 10 години не може да пријавите кривично дело. И да го пријавите ќе ви се смеат. Ги се согласите ли со мене дека сите овие трансакции до сега, барем од ова што го видовме до сега во врска со Годел, имајќи во предвид дека парите кои што биле префрлени на ваша сметка, од ваша сметка на Хепос, од Хепос на Мак Промет, кај Миле Атанасов, од Миле Атанасов кај Кирчо Иванов, од Кирчо Иванов се купува Годел, Годел има 617 акции во Комерцијална банка. Ако знаеме дека тие пари, првичниот кредит, започнуваат, излегуваат од Комерцијална банка, од Инвестбанка, всушност крајната цел е едно лице да се стекне со што повеќе акции во Комерцијална банка. Едно или една на група? Или една група на луѓе која што си има свој да речам, така да се изразам, племенски лидер. Па да, еве, не би знаел да го кажам така, односно не би сакал да го кажам така. Јас го кажам. Меѓутоа е една група на луѓе која што се едната иста која што се поврзува, ќе доеме до тие. Значи нема да ги скриеме. Сега, многу е битно ова да се каже. Комерцијална банка е таа која што го отвара стечајот на Годел. Пред оваа трансакција. Она треба да даде согласност за да биде купен Гоце Делчев, комбинатот. 3.12 е трансакцијата, ќе видите на крајот, 10.12. 2004 година. Комерцијална банка е сега, значи барање нема, договор 10 примање парите два пати, Комерцијална банка одобрува кредит на Кубус, одобрен по рамка, која што претходно сме отвориле за некоја наша потреба, Кобејаги, и парите се враќаат на Инвестбанка. Значи, Инвестбанка е таму расчистена, меѓутоа, кредитот останува да го плаќа Кубус. Овој кредит, бидејќи ние сме ставиле наши ознаки, зашто сме ставиле наши ознаки? Затоа што насловот на кредитот има своја ознака која што е според некоја методологија на банката и е многу долг, 0,3, ние сме ставиле многу симплицирани ознаки, C05. Тој C05 го има како иде и тој е влезен во 2012 година во репрограм кој што Кубус рекол дека нема да го плаќа. Просто едноставно. Затоа што од тој 10.12.2004 година све некој се тркалал и давал ова да се направи тоа позајмици, значи сложен систем на кредити и позајмици за да се прикрие првично изведената трансакција. И се вратам малку кај господинот Сашо Твртковиќ, кој што го споменавте на почетокот на овој одговор. Може ли вака подетално да ми објасните средбата со Сашо Твртковиќ тука кај вас, кога дошол да ја замоли за услуга и да. Сега ова нема да иде у камера, мислам на нема да иде у монтажа, мислам на ракописите.
Да, значи Сега повторно така. да. Значи вака. Средбата не била кај нас. Цветковиќ во 2004-2005 година не доаѓал тука. Значи јас сум идел во комерцијална банка заради тоа што сум имал одредени потреби од банката. И сум бил почестен што директор во комерцијална банка ме прима мене. Тоа почестувањето може да биде карактеристика на секој нормален и воспитан човек. Значи, со почит идете во институција која што е столб на државата. Не смеете да се посомневате дали она работи честито или не. Значи, треба да сме различни во нашите сваќања да токму тоа предизвикало да може да се прават одредени трансакции. Подоцна Твртковиќ доаѓаше во овие простории, пред да го сменат. Едно од тие доаѓања, има и писмо кое што сме го напишале, во едно од тие доаѓања заборави една папка, која што останала тука. Не сум ја ни погледнал, не сум ја ни отворил. Во години подоцна, кога ние ги баравме сите докази, а папката отворив, најдов ракописи од Твртковиќ, кој што Копукот и за ова го предизвикам да ме тужи, ги заборил тука, како најглуп криминалец. Од тие ракописи ние го предадовме во МВР да биде како дел од доказната постапка со ова писмо. Во прилог на ова писмо е доставаме копија од документи кои е изготвен од господинот Саша Твртковиќ, зададена лично од господинот Твртковиќ во време кога господинот е на позиција директор на кредитирање во комерцијална банка. Од документите со рака се испишани релации и дадени се упатства како да се извршат одредени трансакции. И нас не ни беше тешко да тие трансакции ги од неговите ракописи ги поврземе со нашите изводи трансакции. Значи некој строго ја контролирал. Ова е нешто кое што повторно го има во обвинителството. Зашто обвинителот не постапил? Интересира временската рамка. Кога Сашо Твртковиќ дошол тука кај вас и ги заборавил овие документи, дали тоа се одговара на времето кога на временската рамка кога ви се исплаќа кредитот, оној кредит нели за кој што ве замолиле, дали веќе он кога дошол тука да бара од вас услуга, која што подоцна услуга видовме како завршила во сокупување на годел, дали уште тогаш Твртковиќ го имал на салфетка напишано планот? Апсолутно да. Тоа се тие Да, апсолутно. Значи видите, Значи тој веќе имал умисла за тоа како да направи криминал. Има таргетирани фирми. Значи јас ќе ви покажам сега за да одговорам на ова меѓу прашање. Ќе отворам нешто кое што мислам дека многу сликовито ја покажува целата работа како што се случувало. Само да тоа е овој график. Значи, на овој график имаме годините на некакво действување. Од 2003 година е Саша Твртковиќ директор, или предходно, не знам, а меѓутоа 2003 ја знам дека е директор на одделението за кредитирање во комерцијална банка и завршува со некој си репрограм, односно 2017 кога сме го правеле ова целото. На едната оска се годините, на другата оска се висината на средствата. Значи може да се видат ова се во милиони денари. Кубус за собствени потреби, значи за потребите на собственото работење, ова исто го има во обвинителство, ова го има и Народна банка. За собствените потреби и собствено работење ги оваа те дебела плава линија. Ова е тоа што ние сме користеле кредит како фирма, реално сме купувале цигли, бетон, материјал, локации, комунали и сето тоа, со кредитна поддршка, сме дале многу поише од ова, со кредитна поддршка, и ова е датумот кога сме ги вратиле парите. Значи, средствата во целост на комерцијална банка се вратени во некаде март 2012 година. Откако другачие се изјасниле. Овие тенки линии тука, кои што идат, завршуваат во овој плавиот триаголник, плавиот правоаголник, кој што ви кажува во одредена година колку сме заработиле и колку сме вратиле. Заработеното 2003 и 2004 година го надминува тоа што сме го зеле од банката. Значи со се камата све сме вратиле.
Во последниот, значи тој, да кажам, период, ова е линијата која што сме заработиле и сме ја вратиле на банката, тоа се некои си 240 милиона денара, а сме користеле околу 180. Сме ги вратиле. Кога кажале, не може да ви помагаме, сум нашол купец, нешто што вредело 1000, јас сум го дал за 500, за да ги вратам кредитите, и сум ги вратил. Меѓутоа, поради одредени принципи кои што ги имаат банките, сите кредити кои што прошле преку нас, преку нашата сметка, и оние позиционираните, они ги воделе на наше име. Ние тука ја поднесовме кривичната пријава. Затоа што видовме дека се работи. Сега. Значи, он во, не би знал точно да ви кажам, меѓутоа мислам дека некаде 2008-2009 ги има заборавено ракописите. Тогаш кога практично тој барал да се услуга, односно ова што го зборуваме за година. Предходно е барана услугата 2004 година. Значи, после тоа што го објаснив, значи со кредитот се тркалаат разноразни работи за да се вратат, да се компензираат тие 35 милиона. Па земале нешто друго, па разноразни работи имат правено преку системот на позајмици. Меѓутоа, кога го заборава ова, ракописот дури е подобро што е покасно, зашто сите трансакции што се правени до 2007 или 2008 година се тука плански отпишани. И еве го како иде. Значи, он има збирно 5-та, 6-та, 10.3.2007 година, до тоа е водено. Преглед до 10.3. Си правил преглед кој како зел, зашто зел. Ги има, значи, овие работи кои што би било многу проблематично да ги, односно ќе биде, како да кажам, напорно да го објаснуваме. Распоредот кој што го правил, значи, јас пишувам на кирилица, не пишувам на латиница. Ова е со српски призвук. Човекот се избори, он е со српско потекло, Твртковиќ. На латиница е напишано и сега тука овие трансакции кои што ги пишувал, ние ги со линк ги поврзавме до нашите изводи. Тоа ме интересираше. Значи, вие можете тоа да го поврзете тоа што Твртковиќ го пишувал 2005-та, 6-та, 7-та, можете да го поврзете со трансакции кои што се случувале согласно планот кој што тој го напишано на салфетка. Еве го едно, 28.4. Не знам, некоја си мала трансакција, сведно да најдам каде што се купувањето на акциите тука некаде од Европа. Култис Део Штип, 30 милиона кредит комерцијално, еве го. Значи го има све на извод. Тие трансакции кои што се таму направени. Знаеш што ми е важно? Важно ми е да разберат и гледачите, но и да разберат Ако имате смисла од точката, поглед. И да разберат органите на прогонот дека се ова што го зборуваме, се ова што го кажувате, за се ова што кажувате дека имате доказ, било претходно испланирано од луѓето кои што вие ги обвинувате дека планирале некакви криминални Апсолутно да. Действија. Значи имало умисла, имало премедитација на тоа што се случувало подоцна. Апсолутно да, со тоа што ќе ве коригирам. Јас не ги обвинувам за ништо. Нив ги обвини Министерството за внатрешни работи, на РМ, по тоа време. Ке стигнеме до околу пријавите. Следното прашање, бидејќи... Може само... Да. Мала секунда, само секунда. Значи, тоа што не говорите предходно за Годел. Тоа е бил Годел комбинат голем со стотици работени, значи произведувал. Отишле во стече. Отишле во стече си. Така. Тие останале без своите пари, државата останала без приходите од што ги собира од даноците од фирмата. Значи ние имаме цел еден систем кој што се користи само за лична корист на неколку луѓе. И сега видите, таму со Годел купувањето, он е дури... Само извинете, да ве потпрашам. Значи комерцијална банка. Годел и должел на комерцијална банка, како што ве разбрав. Комерцијална Најголем доверител му била. Она е доверител која што се не знам дали она го покренала стечајот, меѓутоа во стечајот на Годел се појавува комерцијална банка, да. Мислам дека е по барање на комерцијална банка. Не сум сигурен, значи ова е со голема резерва, се извинувам ако не е така. Меѓутоа според документацијата она е апсолутно доверител, најголем доверител во стечајот на Годел. Она како таква
дава дозвола имотот на Годел да биде продаден на некој си Кирчо Иванов. Тој Кирчо Иванов го купува Годел, а парите се со потекло од Комерцијална банка. Се што друго да ви кажам. Значи, Комерцијална банка ги дава парите, ги враќа на Инвест, значи Комерцијална банка, тој кој што го предизвикува стече дава на некој Кирчо Иванов, кој што не знае многу му е гајле од кај му се парите, зашто е веројатно за одредено внимание го направил тоа целото. Го купил имотот, а после тој имот завршува кај Миле Атанасов, собственикот на Мак Прометем, денеска Кутис. Значи, ние, впрочем, не сме завршили со транзицијата во 90, како што мислам, толку таа трае до ден денес. Не, проблемот на сите овие криминални активности што се ништовни. Значи, они неа трансакцијата која што не е дадена на нас, односно кога се ќе избегнам тоа. Значи, парите кои се позиционирани на сметката на Кубус. Они се сигурно дека не се позиционирани за да бидеме ние под банка или финансиска организација. Сигурно не се. Они прикриле некоја друга активност. Таа другата активност е купувањето на акциите. Што ми е прикриено, на секого треба да му се врати тоа што го зел. Тоа си има правници, јас не сум правник, и они тоа многу фино го дефинирале. Тоа се активности кои што се ништовни, односно прикриваат нешто друго. Токму тоа и она што го зборам во старт дека се надвор од видливиот дел на органите на прогон. На ваков начин, доколку немате внатре некој кој што учествувал во тоа, па макар и несвесно, да ја пренесе другата преку граница, односно да ја направи трансакцијата, не може да го видите. Значи, да сублимирам. Транзицијата од 90-тите се уште ни прави проблем во државата, затоа што се уште се враќаат долгови од Сите граѓани тоа го враќаат. Сите уште го враќаме тоа, значи сублимирано транзицијата уште не влече надолу. Имаме проблеми со луѓе кои што со транзицијски пари стана раководители на финансиски институции, на банки, на најголемите компании. И тоа се оние десетина веројатно семејства кои што ги спомена францускиот амбасадор Тимоние во неговото интервју, десетина семејства од економскиот сектор на државата кои што ја држат државата во заложништво и ја спречуваат на патот кон Европската унија. Но за тоа малку понатаму ќе зборуваме. Следното прашање ми е, знаете ли вие за ваков некој пример во некоја друга држава и дали знаете, ако некаде знаете пример, каква разрешница имало пример? Да, заради тоа што ова целото што се случува кај нас, секако дека не е проблем само во Македонија. Меѓутоа, можеби да го дефинираме во Македонија дека е она подложна на вакво завладеување, односно ваква окупација, заробеност. Заробената држава не е од политичарите. Апсолутно не е од политичарите. Заробената држава е од банките. Такво нешто се има случено во Исланд. Исланд извонредно, хируршки прецизно го санкционираше, тој си ги врати трансакциите, банките во правилно работење, колку што е возможно повеќе, кога нешто е оштетено. Има во странство, да, во Русија се случуваат секојдневно затварање на банки. Значи, тоа мора да се контролира, за тоа служи Народната банка. Јас би довршил со од ракописите на Твртковиќ со една трансакција која што чисто заради вака едноставно објаснување треба да ја видиме. Тоа е некоја си трансакција што се случувала неврзано со едно со друго, врзано е со акциите на купување на акциите на Европа. Преку друга фирма која што се надевам дека ќе имате време за да викнете и други гости кои што ќе ја потврдат целата оваа работа, значи 9.12. ова од ракописите. Вика 40 милиона, цифриве се убави. Позајмица од Макошпет, 21 милион позајмица од Фершпет, 60 милиони враќање позајмица на Стоко Импекс. Еве го линкот до изводот. Зашто еден директор на секторна оделение за градежништво би го знал трансакцијата, враќањето на Фершпет Технометал, што не го пријави ова?
мој делокруг не е по заемици со Технометал, со Макошпец, значи не е со Стокоимпекс, не знам кој е Стокоимпекс. Тоа го потврди тој на Стокоимпекс, односно датумот еве го. 21.12. Он го направил претходно за да го вратиме назад. Он вика 19.12. Тука се гледа дека он го правил распоредот претходно. Затоа што ако препишувал и правил распоред после тоа, ќе беше точниот датум. Значи ова е подготовка. Еве го 21.12. се случило тоа што он мислел дека ќе биде 19.12. Ако покопаме ќе видиме дека тој датум е нешто петок или не знам што. Ние изводот сме го зеле на 24.12. Тогаш дознаваме дека на нашата сметка имало вакви трансакции. Ние после тоа мораме ова да го вратиме, зашто е мој вирман за обезбедување искористен. Подписите се на дел од нив се мој, таму кај што не сме били, ние некој не подпишал. Затоа има форензик од исто група од МВР која што го утврдила подписот. Ете така, тоа беше ова да го дообјаснам, инаку да, Исланд се справи со оваа работа. И зашто е важно овој интервју? Како што можете да слушнете сега во последниве 10 на 12 минути од овој интервју, важно беше она што го кажа и господинот Тодоров, тоа е дека Република Македонија е заложник на неколку десетина банкарски семејства кои што се поврзани со финансиските институции во Република Македонија. И тоа е една, односно главна причина поради која што Француската република беше дел од оние земји кои што поставија вето врз Република Македонија за почеток на членството кон Европската унија. Нерешавањето со овој криминал, кој што во Република Македонија трае во последниве 30 години. Како што слушнавте, тој е криминал со транзицијата, криминал кој започнува од транзицијата и се уште трае, се уште нема кој да го разреши и кој да го истражи и да го оконча. Ова интервју на господинот Златко Тодоров е инхерентно поврзано со случувањата во Евростандард банка. Она што го објаснува Златко Тодоров во интервјуто е шемата, финансиската шема преку која што се исполнуваат пари од фирми и од банки кои потоа преку биланси се префрлаат на фирми или на физички лица кои што не се поврзани субјекти со комерцијална банка во случајов, само се со цел или да се уништи финансиска институција како Евростандард банка, или со пари на граѓаните да се купуваат акции во комерцијална банка со цел докапитализирање на банката, односно земење на банката во собственост на еден човек. Комерцијална банка е една од најмоќните банки во Македонија, ако не и најмоќна банка. Речиси целиот платен промет поминува преку комерцијална банка и моќта, превземањето на комерцијална банка во рацете на само еден или двајца луѓе би значила и тотална контрола на финансискиот сектор во Република Македонија. Она што следува во следниот дел од интервјуто е подетално објаснување на тоа како, каде, кој и зашто ги префрлал парите. Ќе слушнете и сведоштва за тоа како се префрлале пари од сметка на луѓе и на компании кои воопшто не знаеле дека ги добили тие пари, дека тие пари легнале на нивната сметка. Значи, комерцијална банка или Евростандард банка или Унибанка или било која банка во Република Македонија била злоупотребена во случајот кој што го објаснува Златко Тодоров. Пари без знаење на собствениците на сметките биле префрлани, биле отварани кредити на граѓани кои што не побарале кредит само за да се испеглаат биланси на банката. Впрочем, тој главниот проблем со Евростандард банка и низиното пропаѓање и оние неликвидни кредити кои што на крајот значеа и стечај на Евростандард банка. Освен овој интервју со Златко Тодоров, имам интервју и со Трифун Костовски, кој што исто така иде како трет дел од овој серијал за длабоката држава во Македонија. До следното интервју бидете со нас, следете недела тешки муабети со Палчо и Милош, понеделник со Сотир Костов неделен брифинг, гостин Коци Трајановски. До тогаш останете со здраве. Апсите новинар, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек?
Вие ја нарекот италијанската држава еби ветар држава. Вашите деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе замолам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинител вие. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари овдека, ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил.